Мирисот на традиционалната македонска храна замириса денес во Кочанско Мојанце. 8 жени домакинки од село ги засукаа ракавите за да ги презентираат специјалитетите на својот крај, но и сопствените готвачки способности. Подготвив ориз со кокошка, со мисирка. Тајната на успехот е во доброто приготвување, во користење многу зачини и се разбира да се има љубов за готвењето. Ова прилика подготви бидејќи така беше на имено традиционална тава, старинска турли тава. По правило се спрема со телешко месо, така го подготвив и јас. Учество со тава, кумановски мезолак, тоа е традиција на Куманово. Буди со прво со црно вино, добра ракија, кисела пиперка залучена лута со букова цол и така. Денешната манифестација беше повод уште еднаш да се истакнат активностите, но и можностите кои ги има руралната жена. Жена фармер кој што се занимава со земјоделие, од кога знам за себе се занимавам со земјоделие и тоа не е основа екзистенцијална дејност на цело семејство. Не е само земјоделие, нели, него и домашното ракотворење, кое што имаме традиција, имаме пат, корен нашиот од село, дека каеното, везеното, изработката на народна носија, кое што е нашето народно национално богатство, се можност да младата жена ја сочуваме на село. Вакви жени во Македонија има сепак малку, иако Националната програма за рурален развој и ИПАРД програмата нудат субвенции за жените, нив ги користат одва 1% од оние на коим се наменети. Ова значи дека на македонската рурална жена се уште е потребна помош за самостојност. Треба уште поголем поттик и стимул да се даде на жената за што повеќе да се вклучи да во како раководител на тие проекти, на тие апликации што треба, со давање на разни бизнис идеи. Секогаш укажуваме на здружувањето на жените и нивно инволвирање во Федерацијата на фармери, исто така и инволвирање во женското претприемништво, што е многу важно значи за руралната економија. Инаку манифестацијата чиј домакин денес беше Мојанци се одржува по 8 пат, секогаш во различно село во Македонија.